за вторите наши утрински гости, кои што се своевидни амбасадори на ова наше македонско небо, имаат само 23 години, но прават нешто кое што на вистина нас не поттикна да ги ставиме како најсветла точка на ова македонско наше небо. Сара Јакимовска и Дамјан Ристовски, добро утро. Добре ни дојдовте во утринската на Алфа телевизија. Вие сте основачи на Народни носи, едно убаво ателје во срцето на Скопје, кое што функционира од прилика една година, но за една година таму се случуваат многу нешта, така нели? Па да, искрено, не една година, да, од скоро декември, меѓутоа се случиле и тек допрва ќе се случуваат убави нешта и ќе се произведуваат многу народни носи. Ти си етнолог по професија, еве ги гледаме фотографиите, јас ја молам режијата, како јас, поминувајќи покрај театарот за деца и младинци во излогот, се свртев и ми се случи ситуација филмска, како да не сум во ова време, како да сум во некое друго време, гледам млада девојка, Сара во случајот, како си работи и си го спрема разбојот за ткаење. И тоа толку си го правеше природно, опуштено и лежерно, што не ме ни забележа дека јас седам на излогот и ја чекам да ме забележи. Дамјан беше оправдано одсутен во моментот, но она што кога влегов внатре го доживеав, ми се случи една временска машина, како да се вратив назад во просторот и времето, кога навистина изработувањето на македонски носи било на едно друго ниво, кога жените ткаеле, имате два разбои во вашето ателје, кои што се двата во функција сега веќе и двајцата си работите, Сара, паралелно, така нели? Така да, сега двата разбои се во функција, каде што се изработуваат носиите. Моментално јас ткаев појас, додека Дамјан ткае скутини, тие се дел од нарачката која имаме веќе за друштвата игрорни. Со нарачки сме фул до август, тоа можам да го кажам. Секоја чест. Што ми е мило, што има. Какви носи се овие, Сара, извини што те прекинувам, толку ми се Па сега тука имаме повеќе изложено носи од Скопска блатија, имаме носи од источен дел на Славиште, има од Моштенските села, односно од Леринско, и една горанска носија од... Еве, Сара, како си работи, јас проти рекорд е автобуската постојка, каде што си се чека автобуси. Можем само да замислам колку луѓето додека чекаат автобус и ми е интересно да дојдат и да дзирнат, да се загледаат. Колку е разбојот сложена, еве вака, да речам, алатка направа, која што во минатото била задолжителна и ја имало во многу домови, особено во селските средини? Па, искрено, за двајцата е сложено. Верувам, каде ги набавивте овие два разбои? Едниот разбој е откупен од моја соседка, а другиот разбој го купивме во Србија, каде што има фабрика, фабрика за разбои и таму ги изработуваат разбоите и успеавме да го набавиме. Како дојдовте на идејата да ја отворите Народни носи? Идејата дојде многу природно и многу одамна, бидејќи ние заедно учевме да учиме да ткаеме на 15 години, каде што од секогаш ни била желба да покажеме на луѓето како тоа се изработувале народните носи, како тоа нашата традиција да не замре еден занает, како што е ткаењето. И дојде сосема природно, каде што дојдовме на идеја еден ден. Слушнавме дека Агенцијата за вработување доделува грант, каде што се пријавивме, тоа го видовме како можност да си ги оствариме детските соништа. Прекрасно, на вистина. Колкав процес е, Дамјан, да се изработи една носија и од колку сегменти таа е составена? Звелам задолжителни. Сигурно додатоци може да има многу, зависно од кој крај, но оние кои што се задолжителни елементи во една носија женска. Еве за женската носија најпрво мора да има кошула, односно кошулата сега пат е памучна или конопна. Кошулата прво треба да се искае платното, па да се скрои, па да се сошие, па да се везе, да се стават и апликации нели на платното. После тоа елекот исто да се искае платно за елек, тој секој пат е волнен. Имаме и памучни, меѓутоа повеќе доминираат волнените елеци. Па исто треба да се искрои, да се сошие, да се шара. И сето тоа сами го правите вие двајца?
Па да, кроење? ние највеќе работиме ткаењето, ние највеќе ги ткаеме материјалите, односно ги ткаеме скутините, ги ткаеме појасите за народните носи, а со помош на други луѓе што работат кроење, да. И други соработници, ова е многу голем процес, така нели? Мај 4 раце не може да го сработи толку брзо. Така, од какви материјали се работи исклучиво, Сара? Исклучиво работиме со природни материјали, значи тоа е волна која што е природна, со памучни материјали, исклучиво материјали што се од природата. Да, можеме и да ги гледаме повторно инсертите, ова навистина треба да се гледа и треба да се доживее, и доколку не ви пречат во процесот на работење, знам дека од денеска па натаму, ако не и досега, многу луѓе љубопитни ќе дојдат на вашиот излог, бидејќи тука е прометна улица, најпрометната улица на рекорд во главниот град, каде што поминуваат многу луѓе, и предпоставувам дека има и многу туристи кои доаѓаат и сакаат да дзирнат, да влезат, да прашаат нешто, така? Да, се водешуваат, бидејќи не им е природно да видат такво нешто во центарот на градот и се немаат сретнато до сега со такво нешто. Рековте дека со нарачки сте веќе ангажирани до крајот на летото, што значи дека има интерес огромен и не е сигурно само за фолклорни друштва. Има ли луѓе во нашава земја колекционери кои сакаат да имаат нешто доман, кое, да речеме, не го добиле во наследство, ама сакаат да добијат нова изработена носија? Да, има случаи кои најчесто млади луѓе кои немале таа можност да им остават нивните баби или мајки, меѓутоа тие решаваат да дојдат кај нас да се изработат носи, да се имаат во нивната колекција како едно наследство. Да, и во минатото изумирале овие народни носи заради тоа што она барем што јас имам читано како податок дека во некое подалечно време, кога човек го напуштал овој свет, задолжително требало да биде по традицијата облечен во народна носија. И заради тоа и многу оригинални народни носи исчезнувале така со луѓето. Тоа е присутно и денес, присутно и денес. Во кои краишта? И денеска го има, например, во Кумановско, Кривопаланичко, па во другите делови сакаат, например, кога ќе почнат повозрастните кои што се венчале во таа носија, односно венчалната руба, да им биде ставена во ковчегот, не да ги облечат, туку да им биде ставена во самиот ковчег. Да го понесат од овој свет, она што го изработиле. Па да, едноставно тогаш немало, да кажам, прстени, такви работи не биле така венчани или во цркви за време на комунизмот, па тие самата носија ја чувствувале како нешто најблиско и од сопствена рака ја извадиле. Браво. Нешто што ми беше многу фасцинантно кога ја запознав Сара, а и Дамјан се разбира, тоа што тие со нивните 23 години навистина велат дека конечно го остваруваат својот детски сон, иако Сара по професија е физиотерапевт, така нели? А Дамјан етнолог, како што реков, веројатно ти многу и помагаш да ја подобриш онаа страна етнолошка која што таа не ја изучувала во училиште. И ме интересира дали од формирањето на народни носи до сега успеавте да инспирирате и некои други млади луѓе да почнат да размислуваат за реализација на своите детски соништа, па макар и нека не е поврзано со ова? Па искрено да, со самото тоа кога објавивме дека ќе го отвараме овој простор и се заблагодаривме за Агенција за вработување, имаше многу такви коментари, демек како може и ние да си аплицираме, како ние може да си ги оствариме нашите соништа, бидејќи кај младите сепак можам да кажам дека има, не мора да е од етнолошки аспект гледано, односно од нашата бранша, дека тие се луѓе кои што ќе се бават со носи или со фолклор, туку општо да кажеме, нели, ако сакал некој да си отвори кафиче или златара или било што, да може да аплицира во Агенција за вработување и да си да има поддршка да си ги оствари соновите во целиот овој процес. Сара, пак ќе се навратам на процесот на изработка, кој е сигурно сложен, ама и долг. Колку трае од прилика процесот на изработка на една носија? На една носија зависи, мислам, од деловите, бидејќи тоа стварно сложен процес, може да трае до половина година. Конкретно за еден појас, ја што го ткаев, ми се потребни 2 дена. За една скутина зависи од чарите, зависи од сложеноста, може да трае од 4 дена до месец дена. За кошулата, тоа е да речеме за ден-два може да биде готова. Кроењето, шењето, да, меѓутоа ткаењето
тоа би било месец дена, сигурно. Достапни ли се на нашиве простори тие материјали кои што ви се задолжителни за деталите, за везењето и за се останато? Па, Или морате да набавувате и нешто веќе. од подалеку? Па да, волната, например, за жал ја набавуваме од Србија. Македонија нема волна. Мислам, има волна, ама некако немаме пристап до нејзи, е премногу скапа во нашата држава, како волна, суров материјал, како конец. Памукот исто, така да се гледам. Го набавуваме од Србија, Бугарија, така да од околните земји, бидејќи таму е во, мислам, многу поевтини и попристапни цени. Да, убаво е кога денеска можеме да бидеме информирани каде можеме подобри цени да најдеме, убаво е тоа да го имаме како информација. Примате чираци? Да. Јас се пријавувам, ако ме примате, можеби и можам да научам, јас имам огромна желба да научам да работам на овој разбој, а и доколку примате и помлади чираци, би ја препорачала тука и мојата ќерка која исто така сака да учи. И верувам дека секој еден кој што силно сака нешто, нема пречка која може да го спречи тоа. Нека ви биде и во некоја идна фаза кога можеби ќе немате толку многу нарачки, па можете да држите курсеви за едукација и за работа на овие. И веќе држиме курсеви. Веќе држите курсеви? Актуелни? Каде можат да ве најдат, како можат да ве се информираат сите оние кои што сакаат да бидат дел од тие курсеви? Па курсевите се индивидуални, мислам посебно бидејќи мора да се посвети внимание, да се научи како се основе, како се уведува, како се спрема основата за ткање, па после тоа дури како се ткае, како се шара. Буквално не е едноставен процесот, него се бара време, трпение и секој час прилика трае по еден час, нели? И таму се учат редоследно како да работите за спремање. Индивидуални курсеви се тие еден на еден, така нели? За да може да се... Ова е добра информација. Значи, сите вие кои што имате желба да бидете чувари на традицијата, амбасадори како што се Сара и Дамјан, еве ви прилика да го сторите тоа. Ако не вие, можеби вашите внуци или вашите деца кои што можеби и не прават ништо во животот или ја чекаат некоја животна прилика да им се отвори, еве ова е вистинската прилика да си земат еден курс кај Сара и Дамјан и да си ја пробаат среќата, затоа што она што вие го правите на вистина ве сместува во една од посветлите точки на нашето македонско небо и многу ми е драго што ова утре еве вака, иако знам дека колешката Ирина Спировска направи прилог со самото отварање на народни носи, но убаво беше вака месеци подоцна да споделиме каков фидбек имате, каков е интересот и колку сте задоволни од она што веќе рековте дека со месеци нанапред имате работа која ќе ве држи во форма и ќе ви го грее детскиот сон. Ви благодарам многу за ваше утринско гостување. Ќе дојдам повторно да ве посетам и ќе се договориме кога јас ќе го почнам мојот курс. Важи? Важи.